Јас сум Мања Василева, а вие гледате редовен преглед на вестите на К1 телевизија. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете на К1. Талат Џафери спротивно на законот во кабинетот на Собранието на Република Македонија постави албанско знаме. Агенцијата за вработување на Република Македонија со нови мерки за самовработување преку кредитирање за млади лица до 29 годишна возраст. Советот на општина Велес донесе одлука за донесување детален урбанистички план за местото Трпезица. Велешани масовно ја поддржуваат граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Вчера вечер тие со македонски знамења и песни повторно маршираа низ градот. Пораките ги пренесоа Славе Радевски и Веле Алексовски. Со знамења македонски и песна македонска, вчера вечер повторно се маршираше во Вилес. Поддржувачите на граѓанската иницијатива од пред споменикот на Панко Брешнаров, борецот за самостојна Македонија, го започнаа мирниот протест со кој се искажува неприфаќање на тиранската платформа, но и изборот на Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија. Кого ќе извадат од македонската химна? Гоце Делчев или Питу Гули? Кој символ ќе го извадат од грбот на Република Македонија? Планината Кораб, реката Вардар или сонцето? Која боја ќе сменат од македонското знаме? Овие државни интереси остануваат непроменети, силно дека овој народ дели дека така. Огромна е поддршката за зачувување на унитарна Македонија. Наша обврска пред паднатите борци за слободна Македонија е да ја зачуваме татковината, подлече Веле Алексовски. Па зарем ние ќе дозволиме тие наши бранители што загинаа да ги посрамотиме, да им се превртуваат коските, да се повлечиме. Овие браќа покажаат дека треба се бориме. Не отидоа тие да убиваат и да физички да тепаат, но беа предизвикани. Зарем некој народ на оваа земјина топка ќе дозволи во најголемиот законодавен дом, во парламентот, да им пеат туѓа химна? Протестите продолжуваат и понатаму, велат организаторите, додавајќи дека народот е носител на суверенитетот, а не дипломатите, не бирократите од Европа, не разноразни амбасадори. Денеска Талат Џафери во Собранието на Република Македонија се сретна со еврокомесарот Самуел Жбогар. Првите фотографии кои испаднаа во јавноста од председателскиот собраниски кабинет со Талат предизвикаа реакции во јавноста, бидејќи спротивно на законот на работната маса покрај знамето на Македонија и Европската унија се наоѓа и знамето на Република Албанија. Талат Џафери влезе во кабинетот на председателот на Собранието и одржа средба со евроамбасадорот Самуел Жбогар. На фотографијата од кабинетот може да се забележи дека во просторијата има две албански знамиња и едно македонско. Џафери во четвртокот беше прогласен за председател на Собранието од пратениците на СДСМ и дел од албанските партии. Талат Џафери беше нелегално во кабинетот на председателот на Собранието, на диво и незаконски, исто како и обидот да биде избран, изјави денеска на пресконференција пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Драган Данев, изнесувајќи го партискиот став. Тој истакна дека ВМРО ДПМНЕ ќе ги употреби сите демократски средства согласно уставот и законите и ќе продолжи да се бори за заштита на највисоките државни и национални интереси. Својот револт од поставувањето на албанското знаме во председателскиот кабинет на социјалните мрежи го искажуваат голем број граѓани, меѓу кои и поддржувачи на СДСМ и Шарената револуција. Новинарката Јорданка Ивановска Јоци на лидерот Заев му порача: Заев, ти и твоите за ова се борите цело време? Нели рече дека уставниот поредок ќе се почитува и македонските символи? Ова е за тебе болје живот, провокации и уривање за соживот со туѓи знамиња. Пошто јас не гласав за албанско знаме во законодавниот дом и за пеење на албанска химна, а и многу други шарени, ти можеш и влада да направиш во парк или кај тебе дома, али само месец-два ќе ти трае, напиша Јоци. Поранешната пратеничка на СДСМ Каролина Астерут на својот Facebook профил во долгиот пост за поставувањето на албанско знаме на Талат Џафери му порача:
Човек на ништо да не може да се израдува и за ништо да не може да му олесни во оваа земја. Талат, кое е разочарување? Ова со знамињата во кабинетот на председател на Собрание на Република Македонија е окей на вистина, со оглед на се и после се. Ама ова како ми се може така? Вака почнува постот кој завршува со «Конечно, од секогаш и во се, колку што ми се гадело од джелатите, уште повеќе ми се гадело од синдроми на жртви кои стануваат поголеми джелати од джелатите, а тоа чинам станува ептен албански синдром, кој нужно се враќа како бумеранг, ама без утка. Затоа некој треба сериозно да израсне малце демократски капацитет, одговорност, полнолетна зрелост, обзирност и чувство за ферплей. По онаа не им го прави на другите тоа што не сакаш да ти го прават тебе. Стои во постот на Астеруд. Советот на општина Велес на вчерашната 68-ма седница позитивно се изјасни по точката на дневниот ред. Одлука за донесување на детален урбанистички план за местото викано Трпезица. Новиот плански опфат е со површина од 41,77 хектари. Со овој детален урбанистички план предвидени се 361 парцели за изградба на индивидуални куќи, 2 плацеви за градинки и една за изградба на трговски центар. Општина Велес продолжува со донесувањето на нови детални урбанистички планови, со кои значително им се олеснува на граѓаните на полето на урбанизмот, градежно земјиште и дозволите за градба. На 68-та седница, Советот позитивно се изјасни за одлуката за донесување детален урбанистички план за местото Трпезица. Овој плански опфат, што може овде да го видите, е на површина на скоро 42 хектари, односно поточно 41,77 хектари и опфаќа класично средени 361 парцела за индивидуална градба на куќи, 2 плаца се предвидени за детски градинки и додека еден плац е предвиден за изградба на трговски центар. Според Чадиев, сега е многу полесно да се извади дозвола за градба за останатите плацови каде нема изградено објекти. Тоа значи дека во ова место наречено Трпезица, во оваа населба ќе се запазат сите стандарди при изработка на сообраќајници, тротоари, стамбени единици, односно нема да се дозволи како оноа што ни се случи у неколку други населби, како Речени, Керамидна, каде што немаме нити проводни улици, каде што имаме урбанистички хаос. На оваа локација општина Велес има предвидено и плацови за проектот Купи куќа за млади, што значи дека доколку некој млад брачен пар таму купи парцела, може да конкурира за да биде дел од тој проект. Општина Велес во последните 4 години донесе вкупно 37 урбанистички плански документации, детални, урбанистички, локални, но и општи акти наменети за населените места надвор од градската средина. Отовица ќе добие канализационен систем. Министерството за локална самоуправа во извештајот за извршено оценување на проекти за поттикнување на рамномерниот регионален развој одлучи во 2017 финансиски да поддржи 2 проекти со кои аплицираше Вардарскиот плански регион. Вардарски плански регион ќе го реализира проектот Заштита на водите на езеро Младост, кој го доби преку Министерството за локална самоуправа и Програмата за регионален рамномерен развој. Бирото за регионален развој потпиша договор вреден 8,2 милиони денари со директорот на Вардарскиот плански регион Марко Колев. Преку овој проект ќе се регулираат отпадните води во населба Отовица. Самата близина до езерото Младост, можностите за развој на целокупниот туризам, гледате што се дешава, колку е посетено езерото во последниот период, и добрата комуникација со градската средина ја прави оваа локација премногу атрактивна. Отовица е едно од ретките населени места со кои изминатиот период растеше побрзо отколку останатите населени места со оглед на атрактивното место, нови куќи се изградија, така да се зголемува постепено и бројот на населението кои што живее таму. Езерото ќе има бенефит поради тоа што максимално ќе биде запазен еколошкиот стандард. Се очекува овој проект да влијае на забрзување на развојот на оваа рурална средина.
Ќе бидат офатени нешто повеќе од 300 жители на ова населено место. Се работи за неколку крака кои таму треба да се изградат или ги реконструираат. Се работи за нешто повеќе од 2500 метри поставување на нова фекална канализација со препумпна пумпа. Овој проект беше оценет и, како што кажи и градоначалникот, во наредниот месец до 2 ќе треба да запазиме законската процедура и да избереме најполен економски оператор кој ќе биде избран на тендер. Повикот ќе биде распишан во текот на наредната недела. Се очекува до крајот на септември оваа година истиот да биде завршен. Во изминатите 4 години, Вардарски плански регион и општините кои гравитираат во овој регион имплементираа низа значајни проекти во делот на урбанизацијата, проектирањето и инфраструктурните проекти, од кои бенефит имаат сите жители. Со 12 гласа за и 8 против, советниците на општина Велес ги изгласаа двете одлуки кои се однесуваат на отпочнување на процедура за одземање на титулата почесен граѓанин на општина Велес на Трифун Костовски. Колешката Дијана Иванова ги има деталите. Со 12 гласа за и 8 против, советниците на Советот на општина Велес ги изгласаа двете одлуки, кои се однесуваат на отпочнување на процедура за одземање на титулата почестен граѓанин на општина Велес на Трифун Костовски. Овие одлуки доаѓаат по барањето кое до градоначалникот Шадиев го достави Сдруженијето на граѓани Звезда по јавно искажаните ставови на Трифун Костовски, од кои тие се почувствуваа повредени. Проба да не дели на тој основ и да не праќат негдека, да одиме да ги бараме правата. Незамисливо, не можеме да поминеме преку тоа. А мислиме да таков човек не може да ја носи и титулата почесен граѓанин на Велес. Тој ние овде не има, значи со потекло и со корените како потомци 14.000, тоа сме 1/3 од градот. Да незамисливо, значи да нас некој така не гледа. Да одиме и да си ги бараме правата и да се бориме во друга држава. По кратката дебата помеѓу советниците, советникот Коруновски рече дека Советот по ова прашање треба обединето да застане да испрати јасна порака, дека ова не смее да се толерира и дека на Костовски треба да му биде одземена почесната титула. И ние сакаме да се гордееме со оние кои што се почесни граѓани на нашиот град. Ако градот, граѓаните на Велес чувствуваат огорченост и навреденост од оној кој што треба да биде почесен граѓанин на општина Велес, што да очекува од останатите кои што немаат таа титула и таа привилегија. Првиот кој што треба да застане за рамо до рамо заедно со велешани беше господинот Трифун Костовски. Општина Велес признанието почесен граѓанин на Трифун Костовски му го додели во 2006 година. Советникот Домазетов вели дека причините за доделување на признанието биле неговите заложби за промоција на Велес, но и поддршката во реализација на проекти од областа на културата и спортот. Тој посочи дека не постои правен начин за одземање на доделено признание или титула. Не е предвиден начин, постапка и критериуми за одземање на еднаш веќе доделено признание за почесен граѓанин на општина Велес, па и на било кое друго востановено признание или награда што ги доделува општина Велес и не постои било каква досегашна правна рамка и пракса за такво нешто. Под 5. Личните ставови на граѓаните на Република Македонија, согласно тоа и личните ставови на господин Трифун Костовски, искажени на било кој медиум, се нивни лични ставови за кои секој граѓанин сноси соодветна морална и законска одговорност, но лично искажен став не е и никогаш не бил причина за побивање на востановени факти, поради кое е дадено одредено признание или награда. Советниците ги задолжија градоначалникот Шадиев и општинската администрација за наредната седница да изготват предлог одлука за одземање на титулата почесен граѓанин на општина Велес на Трифун Костовски.
Фондацијата Елена Лука денеска во Кавадаречката гимназија Добри Даскалов по втор пат организираше работилница која овој пат беше на тема недискриминација. Колешката Мартина Митков работеше на оваа тема. Во организација на Фондацијата Елена Лука денеска во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци се одржа работилница на тема недискриминација. На работилницата свое учество земаа ученици кои дебатираа и разговараа со стручни лица од оваа област, а тоа беше можност учениците да се запознаат со поимот дискриминација, основи и форми на дискриминацијата, стереотипи, предрасуди, последици и надлежни институции кои работат на полето на спречување на дискриминацијата. Крајната цел на оваа обука е младите во своите средини да делуваат во насока на намалување и спречување на дискриминацијата. Инаку Фондацијата Елена Лука во рамки на својата програма за спречување на сите форми на насилството врз жените спроведува едукации за човекови права со младите на следните теми: родот и родовата рамноправност, недискриминацијата и родово базирано насилство. Во рамки на првиот циклус на едукации за човекови права беа спроведени 30 на обуки со повеќе од 500 ученици од средните училишта и студенти во 10 општини. Пред точно 1 месец за кавадаречките средношколци беше организирана работилница на тема родот и родовата рамноправност. Продолжуваме на тема од културата. Светска премиера на документарниот филм за неготинецот Дионис Пашлаков, што поседува 10 олтајмери, ќе се одржи вечерва во Торонто. Филмот насловен "Со љубов" е во режија на Илија Цветковски. Во Торонто вечерва ќе се одржи светска премиера на новиот документарен филм за пензионираниот професор по биологија Дионис Пашлаков од Неготино и неговата страст за олтајмери. Филмот под наслов "Со љубов" е во режија на Илија Цветковски и е едноставна приказна за поранешен професор кој поседува над 100 олтајмери, од кои повеќето не работат, но секоја вечер тој спие во нивна близина, сонувајќи дека еден ден својата необична колекција ќе прерасне во голем музеј. По вечерашната премиера, филмот потоа ќе се прикажува и во Минхен на 8 мај како дел од Докфест. Во наредните 10 дена сите евидентирани невработени лица имаат можност да се пријават за мерките за самовработување преку кредитирање. Кредитирање за отворање нови работни места во постоечки компании. Кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст. Продолжуваме со вестите од земјава. Агенцијата за вработување на Република Македонија го објави новиот оглас, втор за оваа година. На истиот во наредните 10 дена имаат можност да се пријават сите невработени лица за мерките за самовработување преку кредитирање, за отворање на нови работни места во постоечки компании, кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст. Средствата кои што ги издвојуваме секоја година се доволно за сите оние кои што имаат желба, имаат интерес, имаат идеја да отворат собствен бизнис, да ги сфинансираме и да имаме можност да успеат на пазарот на трудот. За проектот самовработување со кредитирање издвојуваме можност за финансирање на така наречени мали бизниси, односно бизниси од поголем обем, каде што средствата изнесуваат меѓу 3 и 5000 евра за носителот, односно се здржат 3, односно 5 лица на еден проект. Поповски истакна дека максималниот износ на сума изнесува 21.000 евра, доколку и тие лица кои се здружуваат се корисници на паричен надоместок од стечај, ликвидација или технолошки вишок, добиваат дополнителни 1000 евра. Од страната и импровизираната експлозивна направа од страна на припадници на одделението за антитероризам на Министерството за внатрешни работи, која вчера попладне во 17 часот беше пронајдена во Собранието на Република Македонија во ходникот на први кат. Експлозивната направа е предадена за натамошна постапка и се работи на расчистување на случајот, информираат од МВР из утринава. Импровизираната направа се состоела од петарда со фитил кој бил врзан со селотейп за голема плинска боца за полнење запалки. Началникот на обезбедувањето на Собранието го пријавил случајот вчера во 17 часот и 28 минути.
Од 40 до 50 луѓе се затрупани во рудник за јаглен во северниот дел на Иран, јавија иранските државни медиуми. Луѓето се затрупани откако во рудникот се случила експлозија кон рудникот Азадшар во регионот Голестан. Упатени се амбулантни возила, хеликоптери и други спасувачки екипи. Следуваат останатите вести од светот. На границата помеѓу Турција и Бугарија запленети се 775 килограми хероин. Ова е рекордна заплена на овој наркотик од страна на турските власти. Агенцијата Бета пренесува дека турските власти дрогата ја откриле во камион со ирански регистарски таблички кој патувал од Турција кон Бугарија. Со камионот се превезувале две лица, ирски државјани, кои се задржани во притвор во Едрене. При распитот во полицијата, возачот и совозачот изјавиле дека не знаеле оти во камионот се наоѓа дрога. Камионот тргнал од Иран, а според царинските документи превезувал стоки до Романија. Во самоубиствен бомбашки напад кој денеска се случил врз конвој на возила на силите на НАТО во Кабул, Авганистан, најмалку 4 лица ги загубиле животите, додека 22 се ранети. ДПА пренесува информација на Авганистанското министерство за здравство дека лицата кои ги загубија животите се авганистанци, потенцирајќи дека засега нема информација за загинати или ранети припадници на алијансата. При нападот, што се случил во близина на амбасадата на САД во Кабул, биле уништени или сериозно оштетени неколку цивилни возила. Бегалски камп во сириската провинција Хасака бил нападнат од исламска држава. Најмалку 46 лица загинале. Нападот го извршиле најмалку 5 лица, припадници на исламската држава, со активирање на експлозив кој го носеле на себе во непосредна близина на кампот во кој имало околу 300 семејства на ирачки и сириски бегалци. Потоа припадниците на джихадистичките групи влегле во судир со курдско-арапската коалиција сириски демократски сили. Повеќето убиени се жени и деца. Пред крајот на овој информативен преглед следуваат информациите за временската прогноза. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност и температура до 30 степен. Пооблачно и понестабилно, особено во северните и источните делови, ќе биде во петок, кога на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи. Дневната температура ќе падне за околу 5 степени, а во сабота ќе има приодно стабилизирање на времето, од недела веќе попладне се очекуваат нови врнежи од дожд. Ова е последната информација за овој дневник. Од мене пријатно.